Комисијата се јавив за контралеплика во одреден дел да објаснам тоа што беше реплицирано од колегата Панчо Минов. Во однос на правосудството, на почетокот мораме да кажеме дека факт е дека довербата во истото е 3 до 5%, што укажува на сериозни недоследности и проблеми во овие институции. Во ред е новиот закон и разумните рокови, меѓутоа имам чувство дека дури ни владата на Република Македонија не верува во законите кои ги носи. Иначе, што ќе беа дополнителните закони на владата за коридорите 8 и 10, каде што баш ова проблематика на разумно одлучување на судовите се на некој начин заобиколува. Тука е законот за шумарство, за земјоделие, за експропријација. Значи, владата во овие закони носи одредби каде што по дефолт го заобиколува судството, затоа што ниту владата не верува во разумни рокови и сака сето тоа да биде решено со ставање адхок на сите закони, па и законот за судење во разумен рок надвор од употреба. Што се однесува до разумните рокови, тоа е констатирано од самиот народен правобранител за 2022 година и дај Боже да тоа профункционира во пракса, меѓутоа лично се сомневам затоа што секогаш нашите закони како да се правени со намерни фалинки кои вешти адвокати, вешти играчи од правниот систем секако ќе најдат начин тоа да го заобиколат. Се согласувам дека притворот не смее да биде казна и дека тој треба да траи кратко додека е предистражната постапка и на понатаму во една фер судска постапка да се докажува вина или невина за одреден сторител, што воопшто не беше случај во мандатот на оваа влада, туку истиот се користи притворот како механизам за осуда, а крајниот ефект готово и да не е битно што ќе се случи со одредено дејание. Во однос на извршителите се слагам дека се направени одредени законски промени, меѓутоа не и во делот на каматите, впрочем и во вашата дискусија тоа го потврдивте, односно каматите остануваат линеарни и воопшто не го следат правилото основица пута 2 да биде крајниот долг, туку тие го мултиплицираат долгот, така да кога ќе дојде до извршување веќе самите камати оптеретуваат многу од самата главница и крајниот ефект повторно е проблематичен и повторно го имаме ефектот на должничко робство. За да сакаме ова да го направиме, се сложувам дека мораме да направиме дополнителни измени во многу од законите. Во однос на финансиските друштва, точно е дека постои ограничување основицата да не мине 65% од долгот, меѓутоа имам чувство дека со правилници, со подзаконски акти, повторно остануваат тие некои дополнителни скриени трошоци кои ги има барателот на финансиска услуга од финансиското друштво, кои сериозно представуваат импакт во крајниот ефект и често пати се на договорна основа. Самите приматели на тие финансиски услуги од финансиските друштва не знаат за кој домино ефект подпишуваат, крајниот резултат е мултиплицирање на основниот долг и на некој начин тоа што и вие го констатиравте, постапка која наликува повеќе на лихварство отколку на банкарство или реални продавници на пари, реални финансиски друштва. Сериозни работи се пред нас, сите овие работи ги констатира и народниот правобранител и треба да ги промениме, се согласувам во тој дел. Благодарам.